Почитуван господин Насер Зибери, народен правобранител, почитувани колеги пратеници, денеска пред нас годишниот извештај на народниот правобранител за степенот на обезбедување, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права во 2021 година. Најпрво би морал да истакнам и овде одговорница дека станува збор за добар и коректен извештај во кој што народниот правобранител на соодветен начин се обидел да ги констатира, да ги детектира проблемите и направил добра комбинација на констатации и препораки, односно констатациите нашол добар начин како да ги транспонира во препораки. И сега прашањето за македонската јавност е, го започнавме овој ден со дебата дали е навремена или не е навремена оваа дискусија. Некој ќе каже и со тоа не би се согласил дека станува збор за извештај од 2021 и веќе не се релевантни овие препораки, напротив. Ниту една од овие препораки не е имплементирана. И проблемите кои што се појавуваат во овој извештај, истите се провлекуваат и се појавуваат и ќе ги видиме и наредната година. И сето тоа ни укажува на инертноста на владата. Јајде да разговараме целесообразно. Дали дискусијата овде не носи кон постигнување на подобри резултати, затоа што народниот правобранител е посебен орган, не е дел од законодавната, не е дел од извршната власт, не е дел ниту од судската власт и треба да се грижи за заштитата на правата на граѓаните пред институциите. И ако го погледнете извештајот, ќе видите дека произлегуваат многу законски измени кои што се потребни. Во самиот извештај, како што реков, има една структура каде констатациите се претвараат во препораки. Ако ги погледнете препораките, ќе видите дека има препораки за измена на закон за полиција, закон за лекови, некои од нив се директни, како што се препораките за измена за закон за социјална заштита. Некои се индикативни, како што се измените во законот за полиција во делот кога се повикувате на постапувањето на полициските службеници. Индикативни се промените во законот за средно образование, индикативни се промените во законот за основно образование, индикативни се промените во законот за високо образование, индикативни се промени во закон за испитен центар и една плејада други закони. И сега прашањето е, кој е предлагач на овие закони? Владата. Каде се представниците од владата? Каде се? Која е целта да се разгледуваат овие извештаи? Која е целта кога имаме еден цел орган кој што прави формулирање на констатациите и ги преточува во препораки, кога оние кои што треба да ги слушнат препораките, истите да ги обработат соодветно во предлог закон или предлог законски измени, и истите да ни ги достават овде во собрание, тие денеска ги нема. Зошто? Затоа што ќе ги видиме на некој PR видео, ќе ги видиме како играат фудбал, кошарка по владини канцеларии. Тие истите луѓе кои што треба да ги спроведат овие препораки, денеска ги нема. И одлични беа констатациите и говорите на колегите и во Комисијата за политички систем. И навистина излегоа и од таму дополнителни заклучоци. Ке се обидам да предам на еден конкретен дел кога би сакал да препорачам одредени заклучоци кои што исто така, ако не бидат вклучени во овој извештај поради формалните причини, барем може да бидат дел од јавно искажани апели овде од говорница. Кога ќе се погледнат извештајот на народниот правобранител, ќе се видат навистина дека се нарушени правата во образование. Нема учебници, се гледа дека се нарушени правата на децата затоа што се нарушува нивното основно право за образование. Голем дел од ученици се приморани, односно се изоставени од наставата затоа што се предвидува следење на настава со електронски средства кои што тие не ги поседуваат поради социјалниот статус. Од областа на здравственото осигурување сведоци сме дека имаме целосно нарушување на здравствениот систем. Па имаме проблем со набавка на лекови, лекови за ретки болести, условите во болниците. Затоа, кога зборуваме за заклучоци,
Важно е, оние кои што не се присутни овде, ама еве, барем тука се овие од владиното мнозинство, па може би ќе им пренесат на министрите, ќе им пренесат дека се потребни измени во делот за набавка на лекови, и тоа лекови за секакви болести, како и лекови за ретките болести. Ќе им пренесат дека е потребно да се направат измени и во делот и од областа на работничките права, иако за жал тоа гледаме дека го нема во извештајот од Комисијата за политички систем, а лично сум сведок дека повеќе колеги дискутираа за тоа. Потребно е да бидат намалени дискреционите права на директорите кога станува збор за вработување, особено кога станува збор о Законот за здравствена заштита, затоа што иста ваква дебата имавме и со Државна комисија за спречување на корупција, членот 66 од Законот за здравствена заштита. За жал, во Македонија директорите на здравствените установи ги применуваат на несоодветен начин, па видовте во извештајот на Европската комисија дека во Македонија имаме сериозно намалување на бројот на лекари и на медицински персонал кои што ги имаме во болниците. Од областа на правосудството потребни се измени. Од областа на казнено поправните домови или од областа на правдата потребно е да се внесе еден заклучок според кој надлежните да имаат пристап кон казнено-поправните домови, односно представниците на институцијата правобранител во затворите да имаат посебен пристап, затоа што, како што видовме, истите не се ни пуштаат да влезат во казнено-поправните установи. И потребна е измена во делот од областа на казнено-правните установи кога станува збор за извршување на казна на женски лица, затоа што има дискриминација, казните ги извршуваат во затвори во кои што нема отворен дел. За жал се дискриминирани, меѓутоа таа дискриминација може да биде решена само со соодветни измени во законските текстови во случајот од Министерството за правда. И еден дел исто во извештајот ми остави, да кажам, впечаток и сметам дека треба да го продискутираме, а е поврзан со некои актуелни настани деновиве. На страна 42 во годишниот извештај кој што е доставен пишува политичка злоупотреба на дете. Кај политичка злоупотреба на дете има јавно упатен апел од народниот правобранител кој што се стекнал со сознание дека деца малолетници учествуваат, односно се злоупотребуваат во платено политичко рекламирање. И народниот правобранител јавно упатува апел децата да не се злоупотребуваат и ваквите реклами да не бидат емитувани. Тоа го имате во извештајот на страната 43. Деновиве, целата јавност виде дека премиерот инфлуенсер троши 26.000 евра за само 100 дена и тоа по анализата на неговите објави ниту една од спонзорираните не е за промовирање на политики кои што се во интерес на сите граѓани, туку се само со цел лична себе промоција. Во спотовите кои што се платени 26.000 евра за 100 дена, имате деца од неколку градинки, имате деца од фолклорни ансамбли, имате деца кои што примаат поклончиња, даваат поклончиња и истите тие ви се рекламираат во македонскиот медиумски простор. А народниот правобранител упатува јавен апел до сите радиодифузери, ваквите кампањи во кои што има деца да не се користат. Замислете, неизбраниот премиер, без да го почитува јавниот апел од народниот правобранител, без срам, 26.000 за 100 дена за реклами.
Има збор Даниела Христова.